Откритието дека Атина го признала македонскиот јазик е вовед во нова реалност од која никој не може да побегне. Историчарите велат, сега веќе Македонија не мора никому да му се докажува, иако ова не значи дека негаторската политика ќе престане. А1 вчера објави ексклузивни документи во кои се гледа дека Грција го признала македонскиот јазик уште на попис направен пред 85 години. Откритието дека со пописот од 1920 година грчката влада го признала македонскиот јазик треба да помогне сите негатори на македонската нација да ја увидат историската реалност, смета историчарот Васил Јотевски, кој е по потекло од Егејска Македонија. Според него, дел од грчките историчари веќе ја признале македонската нација, јавниот повик на поранешната грчка амбасадорка во Скопје Гросоманиду Грција да ја прифати македонската реалност јасно говори за силината на македонските аргументи. Тој не очекува Грција и Бугарија наскоро да престанат со негаторската политика поради дневната агенда на политичките партии, но таквата ситуација според него има и позитивни страни. Со ова негација доаѓаме до засврстување на македонскиот национален идентитет, а до ослабнување на позициите, сега условно да речам, националистичките позиции на политичките партии кои што ги користат овие работи за владење над сопствените народи. Јотовски се противи на постојаната дефанзивна политика на македонските власти кои постојано објаснуваат дека постои македонска нација. Прашањето, ако се го постави некој македонец како такво прашање, мислам дека не е доволно упатен. И не верувам дека има таков македонец кој што си го поставува така прашањето како што сака некој да ни го наметне. И покрај обидот на грчките власти да ги уништат сите документи од пописот организиран на барање на меѓународниот фактор во 1920 година, дел од документите се пронајдени и објавени од партијата Виножито во второто проширено издание на букварот наменет за македонските деца во Егејска Македонија. Потврда дека грчката влада по Првата светска војна го признала постоењето на македонската нација може да се најде и во кириличното издание на букварот, но и во фактот што по Втората светска војна некои грчки политички партии на териториите населени со македонци објавувале текстови во весниците на грчки јазик, латиница, како и на македонски јазик запишан со грчко писмо.